Добар, убав и среќен ден, драги наши гледачи! Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, кој што се наоѓа во селото Кучково, општината Ѓорче Петров, непосредна близина на Скопје. Тука сега е вистинско уживање. Ја очекуваме пролета, во текот се постите и можете навистина и убави и постни специјалитети да пробате овде, затоа што самата околина и самото место и самиот комплекс ви нудат такво едно уживање и за срце и за душа, и за очи, но и за уста. Ние заедно со екипата на Вкусот на традицијата и целиот тим на Златно буре Кучково сме подготвени за новиот рецепт на денот. Ги следиме великденските пости и затоа би сакале да ви дадеме повеќе идеи околу тоа што да подготвите доколку постите, а и да не постите, одличен избор за здрава и вкусна храна. Денеска ќе ви направам еден многу вкусен и убав специјалитет од граф. Тоа се ќофтиња од граф на кромит. Нешто многу вкусно и нешто многу убаво. Сега, во овој специјалитет имаме ќофтиња, но имаме и сос. За тие што постат без масло, можат да ги користат ќофтињата испечени во рерна, без масло, а доколку тие што постат со масло, можат да го користат и филот, кој што е од кромит и многу други состојки кои што сега ќе ви ги кажам, но тоа е со масло, а сепак е специјалитетот посе. Значи ќе ви правам ќофтиња од граф на кромит. Нешто многу вкусно и многу интересно. За овој специјалитет вас ќе ви биде потребно 600 грама граф сварен и прецеден. Од водата што ќе ја процедите, една чаша од 2,5 децилитри тргате на страна. Ќе видите зошто ќе ни биде потребно. Ќе ни бидат потребни 4 главици кромит ситно сечкани, од кои што едната влегува во ќофтињата, а трите останати главици се пропржуваат за филот од оздола на кој што ќе лежи ќофтето. Ќе ви треба една ваква чаша од 250 милилитри палента, кој што ќе треба малку за во тестото и малку за препелкање на ќофтињата. Ќе ви требаат 2,5 децилитри пире или сок од домат или салца, како сакате наречете го, 3 млади лукчиња, ако немате млади, можете да ставите старо лукче и 2 чешниња стар лук за ќофтето. Ќе ви треба малку свежо нане, масло по потреба, буковец, бибер, триена сол, мешан сув зеленчук, една китка ситно сечкан магданос, пола оди во ќофтето, пола оди во филот. Ќе ви треба малку сода бикарбона, една кафена лажичка и малку оригано ќе ви треба. Сега да преминеме на работа. Прво што правиме? Прво ќе го замесам. Ова ќофте јас нема да го пржам, туку ќе го печам. Сакам да биде поздраво. Значи, еве го графот сварен и ќе земам една лажица да го испасирам. Колку се може, нели? Секогаш не можеме идеално и сега за овој граф, за ова ќофти треба и да се препознава и ќе се препознава зрното, нели? И сега ќе ставам една главица кромит, ситно сечкан. Тука имаме 4, останатите главици кромит ќе ги ставам во тавчето за пржење. И ќе ја вклучам ринглата да почне да си се пржи нативко. Ставам 1 децилитар масло. Значи ви кажувам, без овој фил, само ќофтето можете да го користите доколку постите без масло.
Сега вклучувам и нека си крчка кромидот на тивко. Значи, битно е организацијата на времето да можеме сето ова да го направиме за пократко време. Ете така. Се ова ќе ми земе малку повеќе време, затоа што сакам малку подобро да го испасирам. Така. Еве го. Веќе се препознава дека добро оди пасирањето. За да ги формираме ќофтенцата. Така. Сега тука ќе ставам пола китка Макдонос. Така. Ќе ставам сода бикарбона. Уште еднаш да проверам. Да. Добро. Ќе ставам мешан сув зеленчук. 1 кафено лажиче. Ќе ставам сол, исто така 1 кафено лажиче. Јас од око ми е мерката. Ќе ставам бибер. Така исто 1 кафено лажиче, триена сол. Така, малку буковец. И половина од овој лук што го имам овде. Така. Нека замириса на лук. А потоа ќе му ставам пола од ова наненце, а младото лукче ќе оди во сосот. И ќе ставам малку презла. Така. Сега ќе ја користам дрвената лажица да сето ова убаво го спојам. Кромидот во меѓувреме ќе го промешам. И нека си се крчка, нека си се пржи. Леле, да ви кажам, минатиот пост го направив овој специјалитет дома. Верувајте дека не сум можела да се изнајадам. Значи, ова е толку многу вкусно и ова ви е, да кажеме, гравот, можете и така да го јадете, нели? Ќе му ставите некоја везена пиперка и ова и тоа, но понекогаш сакате нешто ново да пробате, сакате нешто вкусно, поинтересно. Еве, токму овој специјалитет ви ја нуди таа можност. Ете така, сега ќе ставам малку од презлата. Значи, 2 лажици ќе бидат доволни. Затоа што таа ќе набабри, ќе прими течноста од гравот, ако е процеден, но сепак има, нели, во зрното. Ете така. Одлично. Еве смесата, гледате како е веќе
добра, а ова ќе ми треба за доле, за сосот на кој што ќе лежи, водата од гравот. Така. Сега ќе ставам и малку нане, ќе ставам свежо нане, тука, во самото ќофте. Знаете, ова свежо нане какво чудо ќе направи во ќофтето? Нешто прекрасно ќе биде. Ете така. Ова ќе го оставам за следната постапка. Така. Како мириса. Нешто фантазија. Да. И ќе му додадам малку оригано. Ете така. И сега повторно го мешам. Мислам дека густината за тестото е добра, за да можам да ги формирам ќофтињата. Така. Ке ги направам подебели, поголеми. Така. Добро. Еве ми го тавчето, кој што е намастено и затоа што јас ќе го правам со сос, сега ми е дозволено да ставам малку масло на него, инаку доколку не го правев сосот, само така ќе ги печев, без ништо. Ете така. И право во тепсијата. Да промешам во меѓувреме и сега да ја намалам температурата. Значи ќе ја намалам. Така, на тивко нека си се пржи. Ова мора убаво да биде испржен кромидот, така да добие стаклест изглед. Ете така. Одлично. Во кромидот знаете ли дека има и многу протеин, многу минерали, витамини, се има во него. Така. Буквално цела дланка нека ви едно ќофте, цела дланка. Ете така. Само посипуваме малку со презлата и го оставаме во тавчето. Ќе ги оставиме 10 до 15 минути да отстојат пред да ги печеме. Рерната треба да ви биде вклучена на 220, така, 220 и веднаш ги ставате во врела рерна и ги печете едно 20 минути. 20 минути им е сосем доволно, затоа што после пак ќе се печат. Значи ова да дојдат баш во облик како на плескавици. Ете така. За да има, како велат, за човек да се најаде, баш едно можете да сервирате или до две. До две ќофтиња во една порција. Да, до две ќофтиња.
Еви кромичето, и тоа е веќе при крај. Така, сега ќе ставам младо лукче, старото лукче, патлиџанче во сосот и сите други зачини што треба. Така. Колку е ова убаво. Ете така. Сега, одма ќе ви кажам, доколку, например, како и мене, тука ќе му остане многу малку од смесата. Немојте да ја фрлате. Ако не ви ја збира во тавата, тоа ќе го додадете кај кромидот и кај патлиџанот. И тоа ќе си оди во смесата, во сосот. Ете така. Веднаш палентата ќе се врзе за течноста и ќе ги направи и ќе ја земе целата течност што треба, но и ќе ги направи крцкави. Еве мене ќе ми остане, навистина многу малку ќе ми остане. Таман да го додадам во сосот. Еве, колку малку ми остане. Буквално да го изгребам тавчето. Ете така. И знаете што? Кога го варам гравот, еве за вакви ќофтиња кога правам, знаете што правам? Правам вообичаено 1 килограм грав ќе сварам и потоа ќе одделам за ќофтињата, а другиот дел го замрзнувам. Или пак за ден ќе направам чорба од него. Ете токму така, еве ги ќофтињата и одат на печење сега во кујната, а во меѓувреме се враќам да го направам сосот. Верувам дека овој специјалитет ќе ви биде омилен во текот на посетено и ќе си го правите и понатаму. Еве сега продолжуваме со работа, ќофтето се пржи и знаете што ќе направам? Еве, остатокот од... Еве колку малку ми остана, но тоа ќе си остане во тавата. Значи, во истата тава ќе печам. Ете така, во истата тава. Еве, тоа одоздола на дното. Кромичето веќе е готово. Ќе го додадам остатокот од старото лукче, така. И ќе му додадам младо лукче. Така. Овие се доста големи, можеби 2 ќе ми завршат работа. Нека има и од перцата. Така. И ова ќе го додадам кај кромидот. Ќе го додадам нането, патлиџанот рендан или сосот патлиџан. Како убаво мириса. Да прашам и нашата екипа дали убаво ви мириса тука? Сите велат да, позади камерите токму така. Да ви кажам, и камерманите наши се големи гурбани и знаат да готват. Какви јадења! Ви ветувам дека наскоро и ќе направиме емисии со камерманите од вкусот на традицијата. Ете така. Одлично.
Прекрасно, сега ќе ја зголемам температурата. Ќе ги додадам зачините. Ќе додадам сол. Така. Ќе додадам мешан сув зеленчук. Малку бибер ќе додадам. Така. Триена сол, буковец, прво буковец па триена сол. Така. Триена сол. Така, нека има. Повторно промешувам, домекне малку и младото лупче. Како мириса, леле. Човек само од мирис да се најаде. Малку ориганце ќе ставам. Така, сега остатокот од нането ќе го ставам, а другото може и за некој чај. Така. Еве го и нането. И сега ќе го додадам и сосот од патлиџани. Така, еднашка само да проврие. И макдоносот. Епа да ви кажам, ова убавина, леле. И макдоносот и подготвено да оди во редна, само ќе ги причекаме и уште малку масленце ќе ставам, така, и ќе ја ставам водата од гравот. Така. Сега ова нека проврие, ќе исклучам ринглата. Само да проврие, доволно е тоа и потоа го ставам во тавата. Само да пробам за сол, можам со оваа лажица. Леле, колку е ова добро. Колку е ова вкусно. Така. Уште малку ќе му треба солца. Така. Нели солта е по вкус. Си ја принесувам тавата. И сега малку ќе ја средам, затоа што месевме во неа, така? Но се да си остане во неа. Тоа е многу важно. Не знам што е поубаво. Еве го почнува да крчка. Ето го. Сега уште еднаш ќе пробам да видам дали е доволно солено. Екстра. Значи, екстра убаво. Еве. Готово. Го исклучувам. И сега го ставам во земјената тава. Токму така. И сега промешувам. Кога ќе ми се испечат ќофтенцата, ќе си ги ставам од озгора, а рерната е секако подготвена. Најпрви ќе оди на 250, малку ќе зголемам температурата, потоа ќе намалам на 200, едно 15-20 минути да прокрчка, затоа што се е всушност овде готово, и кромидот е испржен, ќофтето ќе биде испечено претходно и се си е во ред. И чекаме ќофтињата. Еве ги запечени ќофтињата и сега ги ставам во тавата. Да лежат врз сосот. Ето така.
Тука ќе ставиме, а тоа што ќе остане ќе си го измезиме така. Одлично. Еве има место за уште едно ќофте. И другото, значи, ќе си седнеме, ќе се го измезиме додека ова ќофте биде готово. Прекрасно е, прекрасно е. Го носам сега во кујната да го допечам и ова едно 20 на минути така доволно ќе му биде, но кога ќе почне да си крчка сосот од озгора. И после 20 на минути веќе го послужуваме на масата. Вие гледате Вкусот на традицијата, а ние ќе подготвиме салатички, се она што оди за нашата убава постна трпеза. Се гледаме. Убав и богат ручек, драги наши пријатели. Ова е вистинско уживање. Еве ни го испечено ќофтето на кромит. Ќофтето од граф на кромидоле. Еве, прекрасно. Тама мислам дека по 2 вакви ќофтиња е доволно за една порција. Сега да го пробам. Како убаво сосот навлегол во ќофтето и така го направи ровко. Не можам да ви опишам која оваа убавина. Леле, од озгора крцкаво, од присуството на презлада. А доле вкусовите. На патлиџанот, на лукчето, на сите тие зачини. Ви велам дека зачинот е најважната работа. Еве, ова да го јадете, нема ни да помислите на некои колбаси, месо, како и да е. Знаете ли каков вкус има? Богат вкус. Уживање. Ке го комбинираме со пиперчиња, со лукче и макдоновче, со салатичка, можете со кисела зелка, кисели краставички, што и да имате. Направете го ова, драги мои, израдувајте ги вашите во семејството, имајте здрав оброк, здрав ручек. И да ве поздравам до следната емисија Вкусот на традицијата и како велат. Кога ќе се родиме, немаме ништо во рацете. Кога си заминуваме од овој свет, исто така немаме ништо. Но измеѓу, во оној период што се нарекува живот, ќе се потепаме кој да земе повеќе, кој што да наследи, кој што да дрпне, како што велат. Ете, тоа е всушност лошотијата кај народот. Затоа, живете си еден спокоен живот, колку си има толку, бидете среќни со тоа што го имате и едноставно нема поголема среќа од здраво семејство. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата. Ве поздравувам!